Вице-премиера денеска е отворен и официјално за сообраќај уште еден дел од автопатот кон Охрид, односно овде во близина на Охридскиот аеродром. Што тоа значи за локалното население, за овој регион и општо за Македонија? Ова беше еден заборавен проект, напуштен проект кој што додека не беше избрана владата на ВМРО-ДПМН воопшто не се работеше. 7 години немаше никакви активности. Предходниот магистрален пат беше целосно уништен, автопат не се градеше и навистина представуваше проблем воопшто и да комуницираат жителите. Десно од нас го имаме вториот меѓународен аеродром во државава, Свети Апостол Павле. Истиот скоро и да не беше поврзан нити со Охрид, нити со Струга, нити со Кичево, нити со остатокот од државата, што сериозно влијаеше и на авиосообраќајот, и на туризмот, и на целокупната економија во овој регион, што доведе да има огромно иселување од целиот овој регион. Ние решивме и се зафативме да го изградиме автопатот. Еве во помалку од 2 месеци, втора делница од автопатот пуштаме. Во јули месец ја пуштивме делницата од Врбјани до Ботун во должина од 20 км, од кои што 17 активно се користат. Сега го пуштаме делот од Климештани до Охрид, со поврзувањето до аеродромот Свети Апостол Павле и исклучокот за Струга, во должина исто така од 17 км, така што од скупно 56 километри, веќе 34 км на автопатот се користат. Останатите 22 километри кои што преостануваат, очекуваме сукцесивно да ги пуштаме од месец октомври до крајот на следната година. Можете да не кажете како течеше динамиката на градба, се соочувавте ли со проблеми и што можеме да очекуваме кога целосно би бил завршен овој пат до Охрид? Не зборуваме од Скопје, туку зборуваме од Кичево. Јас реков дека за крупните проблеми ќе зборувам кога ќе опуштиме целиот автопат, не сакам да изгледа како правдање и како жалење, но она што можам да го кажам е дека минатата година ние се соочивме со проект кој што не постоеше. Немаше проектирање извршено, немаше геотехнички истражувања, тоа на народот можеби не му значи ништо, но тоа се основите за да реализирате еден проект. И во такви услови беше навистина тешко да воопшто се стартува. Владата беше избрана на крајот на јуни, ние ги потрошивме месеците јули, август и септември да документацијски се средиме за од октомври веќе да почне да се работи. А и во моментов се работат документи во делот на геотехника, геоистраги и проектирање во деловите кои што се уште не се пуштени, затоа што ова беше напуштен проект. Практично, еве, прв пат да го кажувам ова во јавност, ние минатата година немавме проект. Така, видливо е дека се работи на потрагот од Тетово кон Гостивар, но и од Гостивар кон Кичево, да каде се активностите во овој дел? Таму имаме добра динамика, во делот на Тетово Гостивар оди добро. Иако изгледа тој проект лесен, тој е исклучително тежок проект, затоа што има многу население на двете страни од автопатот. Има и многу бизнес на двете страни од автопатот, експропријации, реалокација и така натака. Така што работиме многу внимателно. Прво сакаме да го завршиме споредниот пат, како би можеле да го пренасочиме таму сообраќајот. После тоа ќе почне рушење на мостовите. Правилото е прво се гради нов мост, па се руши постојниот. Има 16 мостови или надпатници на делот Тетово Гостивар. И после тоа да одиме со автопатското решение. Очекувам за 3 до 3,5 години да е завршено. Повторувам, изгледа лесен е еден од потешките проекти. Вториот е од Гостивар до Букојчани, популарната стража. Таму веќе од 32 км 17 се пробиени, што е одличен прогрес. Имаме финални одлуки во однос на останатиот дел од 15 км, истите ќе почнат да се работат во март месец и очекувам согласно рокот до крајот на 2028 година и тој да биде завршен. Неудобно открива Паланка, најавивте и план за целосно ново автопатско решение дуж цел коридор 8 со граница со Бугарија до граница со Албанија. Планот е доста амбициозен, дали Македонија реално има капацитети ова да го реализира и дали може брзо да биде изреализиран? Мислам да е, ќе ви кажам што се работи во моментов. Обиколница на Крива Паланка почнавме, тоа е причината зашто бевме во Крива Паланка пред 10 дена. Од Крива Паланка до Срацин веќе имаме експресен пат. Во моментов работиме со Европската Унија во делот на планот за раст од Срацин до Романовци, односно до Куманово. Исто така експресен пат, експропријацијата е завршена. Треба сега со Европска Унија се договориме околу процесот на избор на изведувачи да почнат и таму. Од Романовци, односно Куманово до Скопје веќе има автопат. Има и обиколница на Скопје, која што за жал не е во добра состојба. Следната година целосно ќе репарираме, ќе обновиме таа обиколница. Скопје Тетово веќе постои автопат, Тетово Гостивар се гради, Гостивар Букојчани се гради, Букојчани Кичево до 30 септември годинава очекуваме понуди. Кичево Охрид, еве, тука сме, така што воопшто не е нереално да очекуваме до крајот на 2028 година или првата половина на 2029 година
од граничен премин Деве Бајр кој што е со Бугарија до граничен премин Ќапасан кој што е со Албанија, да имаме целосно автопатско или експресен пат решение. Веќе се вози по нов експресен пат кон Прилеп. Би сакала да ве прашам, останува да се заокружи автопатот кон Битола. На терен се работи и таму, како течат активностите? Таму оди одлично, очекувам првите 11 километри да ги имаме пуштени во сообраќај веќе следната година. Вкупно 40 километри е автопатското решение помеѓу Прилеп и Битола, а до втората половина на 2027 година целосно да се заврши автопатот Прилеп Битола. Би сакала да го запушам целиот разговор со она автопатско решение до Блаце, да не следевте таму многу проблеми, наследевте навистина големи предизвици. Дали може да се реализира тоа, дали може да почне да се работи со тоа и како се справувате со тоа што го наследевте? Таму огромни проблеми имаше точно, но и тие ги решивме во соработка со Европската банка за обнова и развој. Во моментов има активен тендер, односно повик, и тој завршува на 30 септември. Очекуваме на 30 септември да ги добиеме финансиските понуди во разумен рок од месец дена да го избереме изvodачот и да почнеме да градиме.